подрачните единици на Министерството за земјоделство, но и пред другите институции, особено пред банките, бидејќи земјоделците немаат знаење времено исто така и доверба во институциите. Можноста за електронското аплицирање за субвенции постои од 2016 година, но недостаток на доверба во системот, недоволната транспарентност на самиот софтвер, како и ниското ниво на компјутерска дигитална писменост, се најчестите пречки поради кои електронското аплицирање не се користи. Токму поради ова, Рурална коалиција во рамките на проектот Дигитализација во земјоделството спроведува активности кои ќе придонесат за зголемување на дигиталната писменост. Сега може да почнеме со говорниците. Најпрвин свој обраќање ќе го има Маријана Јанческа од Фондацијата Метаморфозис. Да, јас сум тука, само што има снимено видео што треба да се пушти. Поред, дали ќе може да го пуштите или да пробаме ние? Видеото е кај Лиле и кај Елизавета, треба вие да го пуштите. Океј, само момент. Дали го гледате видеото? Да. Ајде ќе пробаме. Добар ден. Моето име е Маријана Јанческа, специјалист за мониторинг и евалуација во Фондација Метаморфозис. Би сакала да се заблагодарам на поканата на Рурална коалиција за можноста за представување на проектот и мрежата ИЦЕДА кон која минатата година во декември се приклучи Рурална коалиција заедно со уште 19 други граѓански организации од Западен Балкан. Формирањето на мрежата е дел од проектот зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда ИЦЕДА. Тоа е 3-годишен проект, кофинансиран од Европската Унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, како и партнерските организации од Естонија и од земјите на Западен Балкан, меѓу кои Академија за евладење од Естонија, ЦРТА, Центар на истражување, транспарентност и отчетност од Србија, НВО 35 мм од Црна Гора, Отворени податоци Косово од Косово и Левизија Мјафт од Албанија. Бидејќи во јавноста нема големо знаење и многу информации за дигиталната агенда, би сакала само накратко да споделам дека станува збор за иницијатива која е развиена од Европската Унија, но понатаму е проширена и усвоена за 6 држави од Западен Балкан, која има за цел да обезбеди граѓаните во регионот целосно да ги искористат придобивките од дигиталната трансформација. Со самата посветеност на државите од Западен Балкан кон оваа иницијатива ќе се обезбеди граѓаните да имаат вештини за да одговараат на барањата на новата економија и ќе им се помогне во модернизацијата на јавните администрации, зајакнувањето на компјутерската безбедност, зголемување на поврзаноста, како и подобрување на деловната клима. За да се подигне свеста на граѓаните и сите останати чинители за значењето на дигиталната трансформација што се случува во регионот, ИЦЕДА има за цел да го зголеми учеството на граѓанските организации во промовирање, обликување и спроведување на дигиталната агенда во Западен Балкан. Пандемијата ни докажа дека технологијата може да ја направи вистинската разлика во секојдневието на своите граѓани. Па затоа би требало да се вложат многу повеќе напори и финансиски ресурси во една ефикасна, безбедна и одржлива дигитална трансформација на државните процеси и јавните услуги за граѓаните. Реалноста е дека повеќето влади, граѓански организации, медиуми и останати чинители од регионот не секогаш имаат ресурси или капацитети да ги покријат предизвиците од тие влада и дигитални права. И со самото тоа на некој начин им ги одземаат можностите на граѓаните да научат за тековните новитети и тенденции. Затоа, преку мрежата ИЦЕДА, се стремиме во текот на овие 3 години да ги зголемиме капацитетите на граѓанските организации и на медиумите за справување со предизвиците што се поврзани со дигиталната агенда и
да ја промовираме на национално и локално ниво. Во моментов, во регионот постојат многу услуги, дигитални алатки кои ги нудат јавните институции за граѓаните, како на пример декларирање даноци, вадење на одредени дозволи и документи, повраток на ДДВ преку Мој ДДВ и друго. Но не сите граѓани ги користат од разни причини. Затоа ИЦЕДА има за цел да ја зголеми нивната употреба преку промоција и придонес во решавање на проблеми што ја спречуваат нивната поширока употреба, но и за воведување на нови квалитетни услуги од властите на сите нивоа. Мрежата ИЦЕДА промовира дигитална писменост, дигитални вештини и дигитална вклученост на регионално, национално и локално ниво. И членови на истата за време на проектот ќе организираат обуки и вебинари за одредени целни групи, се со цел подигнување на свеста на значењето и придобивките од дигиталната трансформација, но и со цел зајакнување на довербата и безбедноста на интернет. Во моментов мрежата брои 26 члена, граѓански организации од Западен Балкан, и се очекува да се приклучат уште најмалку 15 граѓански организации од Западен Балкан преку вториот циклус од малата грантова шема, кој се очекува да биде пуштен во мај. При првиот циклус на грантови беа одбрани 15 граѓански организации од Западен Балкан, кои во партнерство со одредени институции во престојниот период ќе формираат 15 локални центри за поддршка за владење, преку кои ќе се обезбеди директна поддршка на граѓаните и ранливите групи во користењето на постојните услуги. Преку центрите исто така е предвидено да се собираат и мислењата и предизвиците со кои се соочуваат граѓаните при користење на услуги и кои услуги нив најмногу им се потребни да се дигитализираат, кои понатаму од страна на членови на мрежата ќе бидат искомуницирани со релевантните институции за да се креираат квалитетни услуги за граѓаните. Рурална коалиција во партнерство со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и со работка со општините Кривогаштани, Струмица, Гостивар, Кичево и Старо Нагоричани, како и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, е една од организациите кои воспоставија и раководат со еден од центрите во нашата држава, со тоа што имаат повеќе ограноци на центарот во повеќе рурални средини. Останатите две организации кои формираа и раководат центри во нашата држава се АКТИС, Асоциација за граѓанска толеранција и соработка, во партнерство со општина Прилеп и граѓанската организација Мултиетник и Сдружение на граѓани Смартап, лабораторија за социјални иновации Скопје во партнерство со град Скопје. Ви благодарам на вниманието. Тоа беше презентацијата која што Маријана не снимаше. Во чат имате линк каде што ќе може да се подпишете. Само момент. За наодите од извештајот за степенот на дигитализација и користење на услуги во земјоделството и руралниот развој ќе ни презентира Лилјана Јоновски и Елизабета Ристиска-Мрчевска од Рурална коалиција. Повелете. Благодарам, Сандра. Поздрав и благодарност на учесниците кои што денес одвоија време и се вклучија на настанот кој што го организира Рурална коалиција. Јас само да се обидам да споделам, односно презентацијата. Се гледа така, окей? Да. Значи, на денешниот настан ќе ги презентираме наодите од извештајот за степенот на дигиталната писменост и користењето на електронските услуги во руралните средини, како што и беше напоменато, дел од проектот Дигитализација во земјоделството сега, кој што го имплементира Рурална коалиција. Во досегашните општествени напори да се реализира идејата за глобализација и дигитализација, индивидуализација на процесите на работењето и секако начините на комуницирање, развојот на техниката и појавата на интернетот дадоа најефикасни решенија. Со појавата на современата технологија, интернетот во целост измени начинот на работење. Значи се урна географски граници, јазични бариери, тие валутни ограничувања кои што ги имавме,
Квалитетот на деловните трансакции по електронски пат исто така се повеќе се зголемува во последните години, сведоци сме за тоа. Со тоа порасна и самото значење на електронската трговија, електронските услуги, електронските комуникации. Како резултат на сето тоа имаме едно постепено воведување на дигитализацијата во нашето општествено живење. Само момент. Нешто технички проблем. Во услови кога физичкиот контакт е невозможен, дигиталната технологија стана неопходен алат, а способноста за брзо прилагодување на новонастанатите услови добро ја опишува професорката Крчара, според која 20 години се морало да се работи офлайн, а последната година за чудо Божје се може да се работи онлайн. Според тоа, дигитализацијата подразбира на употреба на дигитална технологија за примена и олеснување на начинот на работа. Дигиталната трансформација пак представува еден процес на интеграција на дигитални технологии во сите области на работењето. Кај нас, во Република Македонија, се најавуваат закони, промени, преку кои граѓаните ќе можат да креираат еден електронски идентитет, преку кои услугите од институциите ќе ги добиваат електронски. Сето ова води кон една трансформација на јавните услуги и нивна дигитализација, тоа би придонело секако до заштита на пари, заштита на време, поквалитетни јавни услуги, зголемена транспарентност, полесен пристап до податоци и секако бришење на воспоставениот бирократски систем кој што сведоци сме дека го имавме. Од друга страна пак дигитализацијата во земјоделството е важно не само за полесен пристап на информации или јавни услуги, туку таа овозможува секако и полесно малите и витални земјоделски стопанства да можат многу полесно да се прилагодат на новонастанатите пазарни ситуации, многу поуспешно и побрзо да направат реформи и секако да станат поконкурентни, да го задржат своето место на пазарот и да го обезбедат својот пласман. Не е новост да се зборува за дигитализација, иновации или технолошки напредок во земјоделскиот сектор, меѓутоа новост е да се зборува за поимот дигитална трансформација токму во земјоделскиот сектор, кој што знаеме дека е еден од значајните сектори во нашата земја, кој што е еден активен двигател на бруто домашниот производ во македонската економија. Овој сегмент се уште доминантно работи на традиционалниот поставен модел. Дигитализацијата на земјоделството истовремено води кон еден економски раст. Навремените точни информации придонесуваат кон донесување на правилни, навремени одлуки, што резултира секако со успех во одгледувањето на земјоделските култури, зголемена продуктивност, зголемени приходи и еден севкупен развој. Од друга страна, пак кога ќе го спомениме човечковиот фактор, односно самите земјоделци и нивното делување во услови на корона пандемија и секако дигитализацијата, се отварат многу прашања на кои што во иднина ќе треба да се работи. Уште во самиот вовед Сандра напомена дека бевме сведоци на бројни, и се уште сме, на бројни гужви пред подрачните единици за земјоделство, пред банките, каде што во време на криза земјоделците го ризикуваат сопственото здравје и секако здравјето на вработените во институциите, за сето тоа заради ниското ниво на дигитална писменост, но исто така и заради слабата доверба во системот. Ова треба да вклучи едно црвено светло за аларм и потреба за итно дејствување во самиот сектор со цел дигитализација на секторот и запознавање на руралното население секако со дигиталната агенда, порталот за електронски услуги и зголемување на нивното ниво на образование и употребата на електронските услуги. Токму поради тоа, Рурална коалиција во рамките на проектот Дигитализација на земјоделството сега, кој што ќе го имплементира во наредните, односно веќе е во имплементација, 18 месеци трае проектот, кој што има за цел да се зголеми довербата во институциите на системот преку зголемување на потребата и квалитетот на електронските услуги од страна на локалната заедница, се имплементира во 5 општини. Една од активностите на самиот проект беше спроведување на истражување за нивото на дигиталната писменост
токму кај руралното население. Во рамките на истражувањето беа опфатени 246 испитаници. Меѓу нив најбројни беа оние во возрастната група од 35 до 45 години. Според истражувањето кое што го добивме и податоците кои што ги обработивме, 76% од испитаниците имаат сопствена имейл адреса, како што напоменав, значи целна група на истражувањето беа земјоделци и жители на руралните средини. Секако беа остварени контакти со самите институции кои што работат директно со земјоделците. 87% од испитаниците имаат Facebook профил. Значи, социјалните мрежи се доста популарни кај земјоделците, дури 62% од членовите се членови на социјални групи од испитаниците, значи, кои што ги користат за размена на искуство земјоделскиот сектор, добивање на бројни информации, споредби, информации во врска со програми, цени на пазари и слично. Меѓутоа, тука мора да напоменам дека мора да се внимава бидејќи тука стварно имаме лесен пристап до информации, меѓутоа треба да се има во предвид и точноста и вистинитоста на самите информации кои што ги добиваат токму од тие групи. Потоа што се однесува во однос на техниката, земјоделци 85% од испитаниците поседуваат паметни телефони, односно смарт телефони, 55% поседуваат и лаптопи. Дури 93% од нив, од испитаниците, имаат пристап до интернет. Сега, колку електронските услуги ги користи локалното население? 92% од локалното население поседуваат електронска банкарска картичка. Тоа е благодарение на еден начин од гужви, за да се избегнат тие гужви пред банкарските шалтери, меѓутоа и лесниот пристап до тоа кој што го нудат банките токму до тие електронски картички. Меѓутоа, 60% од испитаниците картичката ја користат само за подигање на пари од банкомат. Исто така, приближно, значи 60% ги користат за подигање на пари од банкомат. 26% од нив картичките ги користат за електронско плаќање на сметки, посебно за тие режиски трошоци, се со цел да ги избегнат токму гужвите пред банкарските шалтери. 60 од македонските односно од испитаниците, приближно 65% преферираат издавање на услуги на шалтер. Значи, самите земјоделци подобро им е да појдат до институцијата и на лице место да завршат работата, како што кажав и на предходно, ризикувајќи го своето здравје и здравјето на вработените во услови на пандемија, отколку тие услуги кои што можат да ги завршат електронски и самите да ги завршат. Меѓутоа, доколку пак им се овозможи поддршка или на некој начин едукација за користење на тие услуги, дури 93% од испитаниците одговориле дека ќе ги направат електронски. Значи, треба да се работи со нив, треба да им се даде можност, обуки, информации за како да ги користат тие услуги. Македонските земјоделци се запознаени со електронските услуги, посебно нивниот домен на работење, знаат дека можат електронски да поднесат барање за имотен лист и дека електронски можат самите да поднесат апликации за субвенции или да добијат информации поврзани за временските услови, меѓутоа истите многу малку ги користат. Поднесувањето на барање на субвенции е многу полесно да појдат до институциите и самите административци да им ја завршат работата, исто така или за имотен лист подобро да појдат во катастар, отколку електронски да го завршат сето тоа. Што се однесува до информациите поврзани со земјоделските активности, најмногу ги добиваат со посета на самите канцелари, од вработените на стручните служби. Добар дел од нив и сами пребаруваат преку интернет или па ги користат токму социјалните мрежи за размена на тие информации. Најчесто посетувани веб сајтови од страна на земјоделците, најмногу посетуван е сајтот на Управата за јавни приходи. Од податоците кои што ги добивме, околу 51% од испитаниците
ја имаат, ја користат услугата која што ја нуди Управата за јавни приходи, односно Мој данок, моја иднина, и поради тоа, значи УЈП е еден од најпосетуваните сајтови затоа што мора да се регистрира токму на нивниот сајт. Исто така на едно исто рамниште се сајтовите од платежната агенција и сајтот од Министерството за земјоделство, каде што ги добиваат токму тие информации за програмите, за субвенциите, за повиците за доделување на државното земјоделско земјиште. 54% од испитаниците не им е познат порталот услуги.gov.mk. Значи, станува збор за национален портал за електронски услуги, кој што представува една електронска платформа преку која можат да добијат информации за јавните административни услуги, кои ги нудат самите институции, останатите органи во државата, кои што може да користат јавни административни услуги кои што се достапни токму на овој сајт. Знаеме дека порталот е воспоставен и управуван од Министерството за информатичко општество. Меѓутоа, повеќе од половина од испитаниците не слушнале и не се запознаени со постоењето на ваква платформа. Од оние кои што слушнале и се запознаени со порталот, само 17,5% користеле услуги токму од овој портал. Сега, кога станува збор за довербата во електронското издавање на документи, најголемиот дел од земјоделците од населението од руралните средини немаат доверба во издавањето на електронските документи, немаат сигурност во електронското издавање токму на овие документи, односно во неговата валидност, затоа што сметат дека колку извадат електронски документ, дека можеби нема да биде валиден, и исто така имаат ниска доверба во институциите на системот. Ова, освен од истражувањето, Рурална коалиција го има како податок и од секојдневното работење, со контактите со земјоделците кои што ги воспоставуваме на терен. Јас би ја повикала Лиле да ни каже збор-два за препораките кои што произлегува токму од ова истражување и кои што во иднина треба да ги следиме за да направиме една целосна промена, односно да се насочиме кон дигитализација на целиот процес. Лиле? Благодарам, Бети, многу. Добар ден и од мене. Јас сум Лилјана Јоновски, извршна директорка на Рурална коалиција и исто така и од моје име би сакала да ви се заблагодарам на сите кои што денес издвоивте време да ја проследите оваа презентација, особено значи на присутните од медиумите и новинарите, затоа што станува збор за една доста значајна тема која што веќе ја образложија претходно моите колешки, па така да всушност сега вие имавте можност да ги видите најзначајните резултати кои што ние ги добивме во рамките на истражувањето, по завршувањето значи веднаш на оваа национална пресконференција целосниот извештај заедно со соопштението од денешниот настан исто така ќе ви бидат доставени на мејл и ќе бидат објавени и на нашата веб страна. Кога станува збор за препораките, според она што еве имавме можност да го видиме од истражувањето, сепак главниот заклучок или сегмент при што морам да напоменам дека во рамките на истражувањето освен со земјоделците беа вклучени исто така и напоменатите институции, односно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и Министерството за информатичко општество и администрација, при што општиот заклучок, па дури и во рамките на фокус групите кои што ги држевме со земјоделците, беше дека сепак кога станува збор за оваквите процеси, истите треба да бидат насочени кон зголемување на дигиталните вештини кај локалното население, особено кај земјоделците во руралните средини, затоа што од една страна ние имаме значи над 90% го користат интернетот, меѓутоа тие се основни познавања на интернетот, така да на тој интернет или електронска комуникација ќе треба значи да се надополни или да се надградат нивните вештини, се со цел да може барем овие услуги кои што се лесни, едноставно достапни, да може да бидат искористени директно од самите земјоделци, што навистина многу ќе им вложи и ќе им заштеди во однос на време и на средства и одењето до град, институции и така натака.
А навистина многу ми е драго што во оваа наша препорака ние наидовме на разбирање од страна на самото Министерство за информатичко општество и администрација, како и од страна на па и преку нив и Агенцијата за вработување, така да во рамките на новата стратегија за дигитализација на ова министерство дури предвидени се, ние и тоа како препорака го ставивме, меѓутоа научителите и тие веќе работат во тој дел да се направат посебни курикулуми, како тие обуки што беа за основно познавање на компјутери, на англиски јазик и така натака. Сега малку да се унапредат и да се направат да може барем она што во моментов го имаме достапно како услуги, да може да биде искористено од страна на целата популација на нашата држава. Сега, освен тоа, она што го дискутиравме, особено ќе имате можност и да го слушнете и од нашите колеги од институциите, кои што се денес тука, е да особено ваква употребата на услугите за познавањето, внесувањето во животот кај земјоделците и руралното население треба да биде направено на еден начин кој што ќе биде лесно разбирлив за нив, кој што ќе биде многу лесно достапен, па дури и опатствата да бидат лесно достапни, да ги објаснуваат чекор по чекор самите фази за, например, електронско аплицирање за субвенции, како одредена услуга да се добие електронски и така натака. Чисто еве како пример ќе го споменам, тие што пак денес сте тука како дел од граѓанскиот сектор, во изминатиот период ние имавме обврска која што еве заврши на 27 април да се пријават вистински сопственици во централниот регистар и тоа единствено се правеше по електронски пат. И еве искрено и ние во рамките на организацијата, не бидејќи станува збор за нова услуга и не познавајќи го начинот, ги следевме чекорите кои што беа објавени од страна на самата институција и кои што навистина објаснуваат чекор по чекор каде се клика, што треба да се направи, што треба да се внесе и успешно го завршивме тој процес на апликација, иако првпат се сретнуваме со тоа, па по истиот тој принцип според нас треба да бидат изработени и сите упатства и апликации кои што се однесуваат на земјоделците и воопшто на жителите во руралните средини. Дали е тоа за субвенции, дали е апликации за други програми и финансиска поддршка, дали понатаму ќе станува збори за надоградување на системот на понуда побарувачка во делот на продажбата на нивните производи и така натака. Сега, она што Бети го спомена меѓу последните слайдови е сигурност, односно, значи, колкава е довербата во системот и во електронското издавање на документите и видовме дека таа не е многу висока, се уште не се верува на она што електронски се издава и се уште ние сепак и сите сме нација која што верува во она што се издава на хартија со потпис и печат, така да мислам дека тука не само земјоделците, него и сите ние сме во една почетна позиција која што ќе треба и навики кои што ќе треба да ги менуваме сите заедно во рамките на општеството. Со самото тоа што ќе се оди, и тоа ние го имаме како дел и во рамките на проектот, ќе се оди директно и на терен, ќе се заедно влегува во овие системи со земјоделците со цел за да се добијат ваквите документи, оние кои што успеале успешно да завршат одредени апликации, да пополнат, да може да ги спојуваме со другите земјоделци за да може да се пренесуваат тие позитивни искуства, а успеав да видам денес дека и подготвувајќи се за овој настан, дека и во рамките на националната стратегија за земјоделство и рурален развој, која што е нова, односно е за периодот 2021-2027, предвидена е во делот на дигитализација, каде што за првпат влегува полето дигитализација, предвидена е токму креирање на таква една платформа, каде што искуствата ќе може земјоделците и по електронски пат да се ги споделуваат едни со други и тука секако ќе може, значи, да се споделува колку е по искуствата во однос на ефикасноста, ефективноста, што е она што во услугите недостасува и на таков начин да се надградуваат и системите во услуга на сите граѓани, па и на земјоделците. Директната, значи, поддршка на терен и работата ние веќе ќе ја имаме, тоа го има предвидено и во рамките и на сегашната стратегија за администрација, каде што треба и самите институции да имаат локални посредници, па и во општините, како локални координатори, кои што ќе ја даваат поддршката на сите граѓани во локалната заедница, да многу полесно стигнуваат до ваквите услуги и всушност токму тој систем треба во наредниот период да настојуваме да профункционира, а ние од наша страна како граѓански организации или сектор да го даваме исто така нашиот максимум во однос на директната поддршка на терен, затоа што така преку директна апликација, преку директно добивање на услугите и најмногу и најдобро се учи и ќе ја зголемиме така довербата во ваквите електронски документи. И секако, како што постепено ќе се менуваат навиките, така да дел од ова всушност станува и
една воспоставена пракса во комуникацијата со институциите. Сега ние, сакајќи промените да ги внесеме и да ги представиме пред земјоделците пред се, успеавме да и на некој начин да биде всушност подготовка или дури и тест период или вежбање како ваквите услуги се добиваат, успеавме да ја искреираме и првата рурална земјоделска платформа која што на едно место ќе ги собира сите услуги и која што ќе ги содржи сите информации кои што се поврзани со секторот земјоделски и рурален развој, а насочени кон унапредување на дигитализацијата во земјоделството. Сега што може да се всушност оваа платформа какви можности нуди? Во рамките на платформата исто така меѓу другото ќе биде изграден и дел кој што ќе биде насочен кон дури и добивање на информации за едукација, можности за понатамошен развој и унапредување на дигиталните вештини. Дел од тие обуки ќе ги нудиме и ние самите, тука во одреден сегмент ја гледаме и одржливоста на локалниот центар за поддршка. Ќе ја давам исто така техничка поддршка при аплицирањето и издавањето на услугите кои што се достапни на порталот услуги.gov.mk. Исто така, она што во моментот е достапно се и образците М1, М2, односно за стажот и статусот на вработување кај земјоделците, па и кај останатите, значи граѓани во локалната заедница, уверението за платени даноци, кој што во моментов барем делот на поднесувањето е електронски достапен, меѓутоа така и за сите овие услуги ќе нудиме соодветни информации, затоа што на порталот услуги.gov.mk и да не е целосно достапна услугата електронски, сепак делот на информирањето како истата да се добие е навистина доста добро образложен, па дел од тие информации ќе бидат пренесувани исто така и на нашата платформа, затоа што замислата е се од услуги да имаме на едно место, а тоа е во рамките на оваа платформа. Од услугите исто така тука ќе биде издавањето на тековна состојба, потврда за стечај или ликвидациона постапка, потврда дека не е изречена забрана за вршење на должност или дејност и оние кои што се дел од овој сектор всушност може да видат дека станува збор за услуги кои што и најчесто се користат во секторот земјоделство, особено кога станува збор за аплицирање на програми, поддршки, добивање на одредена финансиска помош и така натака. И ова исто така имотниот лист особено значаен, особено и за пријавувањето на субвенциите, тука е електронската апликација за субвенции за која што ќе изработиме и посебни видеа баш наменети така чекор по чекор, кој што ќе им го олеснат пристапот на земјоделците, а секако ќе разговараме со Министерството за земјоделство и Агенцијата за финансиска поддршка да овој систем на електронско аплицирање колку е возможно се упрости, за да биде многу по-пристапен и по-достапен за користење од страна на земјоделците. Понатаму исто така во периодов на изминатава година имавме сите можност доста да видиме голем број на платформи кои што се насочени кон онлайн промоција, продажба и така натака, така да секаде каде што ќе има можност ќе правиме и регистрација и на земјоделците и воопшто и на нас како организација во сите овие можности, а и самите ние креираме баш платформа која што ќе биде насочена за продажба и промоција на земјоделски производи, пред се првично насочена за економско јакнење на жените, така да овој систем всушност ние ќе го надоградуваме цело време и за време траењето на проектот, меѓутоа исто така и по неговото завршување со цел тука да ја обезбедиме одржливоста и на проектот, ама и да постигнеме одреден економски бенефит пред се за нашата целна група, односно за земјоделците. Во соработка со Управата за хидрометеоролошки работи ќе работиме заедно во делот на времени информации за временски услови, состојбите во земјоделскиот сектор, советите околу временските непогоди и така натака. И секако секадонаму каде што е достапно електронско пополнување на барања за било кој вид на јавни повици, да тоа за почеток се прави и во рамките на нашиот локален центар. И всушност тука говориме за локален центар за поддршка на владење кој што веќе месец дена е отворен и функционира, иако морам да признам со намалени капацитети во изминатиот период, затоа што поради ковид пандемијата и рестрикциите како и во однос на движењето, така и воопшто поради вниманието на локалното население. Меѓутоа, сите овие услуги се достапни во овој центар, истиот не само што ќе го покрива подрачјето на Кичево, туку исто така и сите околни општини ќе биде отворен, а во соработка со општината понатаму ќе бидеме во преговори дури и да стане составен дел од
од самата општина како една видна надворешна поддршка на која што ние го работиме и секако понатаму и во делот на дигитализација на дел од услугите кои ги нуди самата општина, што исто така им е потребно понатаму да се развива. Јас имав толку, ви благодарам многу за вниманието. Ова се дел од нашите можности за комуникација. Тука е значи нашата страна, нашиот Facebook профил, новата платформа и земјоделски услуги, која што подоцна ќе може и да ја видите како всушност и практично изгледа. И секако може да ни сконтактирате и на нашиот мејл. Ви благодарам за вниманието многу. За сите оние кои што подоцна се приклучи или кои што се уште се немаат отпишано на листата за присутни, тоа можете да го направите во чатот или во делот за разговор, го имате линкот и може да ги внесете вашите податоци. Следно ќе ни презентира Дејан Гичев, кој што е раководител на подрачната единица на МЗШВ во Свети Николе. Да се слушаме? Да. Може да почне. Добар ден, јас сум Дејан, раководител на подрачна единица Свети Николе, односно Товчеполскиот регион. Значи, Свети Николе како регион може да се каже во нашата република, Северна Македонија, составен од 42 општини, Свети Николе и Лозово, и 43 села. Тоа значи дека 32 села се под Свети Николе и 11 се под Лозово. Број на апликанти кои што ќе аплицираат за субвенција оваа година се околу 3000. 2000 се под Свети Николе и 1000 се под Лозово. Досега интересот е слаб. Односно по 20 апликанти доаѓаат секој ден, што значи дека не е добро. Веќе рокот за аплицирање од 5 април за 25 дена, значи процентот е многу слаб. Секоја година е таа навика на луѓето, значи последните 10 дена да додадат да аплицираат. Ние имаме спремни барања, имаме објавено во сите медиуми, во сите села, значи на сите продавници, телефонски се волме на луѓето. Има време, ќе биде, не се брзаме и ние, не се брзите и вие. Разликата од минатата година и оваа година е што сите апликанти мора да бидат претходно ажурирани во системот за идентификација, затоа што имаше разлики претходно што се явува во површините и имаше големо раздоволство кај самите луѓе. И сега ќе ни треба време за да ги примеме барањата, да се обработат горе претходно, а потоа да се аплицира електронски. Има мали измени во системот за апликација. Луѓето имаше некои екипи што беа минатата година обучени, сега веќе гледам дека нека да аплицираат на другите луѓе и затоа ние сме оставени да се завршиме работата. Добрата работа е што во Лозово имаме 20 луѓе обучени за таа работа, едниот прима барања, другиот аплицира. Секојдневно сме во комуникација и добро е што тие луѓе едноставно од тие 11 села, че нема потреба да доаѓаат 25 до 30 км до Свети Николе. Там има отворена помошна канцеларија и сме во тек со таа канцеларија, со поддршка на општината. Може да се пофалам, број на млади земјоделци Свети Николе секојдневно се зголемува, односно како идат во пензија, самите луѓе се наследуваат, не откажуваат земјата. Број на договори Свети Николе може да се пофали. До сега има околу 1650 договори, пред 3 години беа 1050, сега се 600 нови договори склучени. Сета земја што стоеше од претходниот комбинат Џумаилија, 95% е дадена под закуп. Има интерес за инвестиции, влега големи компании со како Везе Шари, како што ќе прават објекти за примерна обработка. Ни дојде 3 фирми што ќе прават фабрика за биогаз, имаме 3 локации за оранжери од 30 до 50 хектари. Тоа е добрата работа од Товчеполскиот регион да се искористи сонцето во нашиот крај. Друго што сакам да ви кажам, ако имате некои прашања, слободно може да ви поставите. Во однос, Дејан, само јас тука би те запрашала за дигитализацијата и
користењето на услугите, какво е твоето видување со оглед на тоа што имаш делогодишно искуство како вработени во институцијата и добро комуницираш и со земјоделците на терен, кои се твоите согледувања на таа тема? Околу дигитализм, значи мене ми е малце чудна работа, имаат луѓе што значи има дома компјутери, неќе да влезе, значи да си побара основни информации, соопштени или новости, значи да побара значи на веб страната. Ево, денеска ми се вие најмалку 20-30 луѓе, до кога е рокот за аплицирање? Викам, имате си, значи на веб страната на МЗШВ, прекрасна веб страница, сообщенија, новости, секој се вале со пиње на каве да отвори и прочитај. Значи многу е лесно, рокот до 31 мај треба на секој да му кажеш. И тој што има телефон паметен и значи неќе да отворат да се види дека до кога се роковите. А тоа се рокови што се за 10 години, значи нема промена на роковите. Ако има промена, само може да биде одложен рокот, а нема че секој апликацијата од 1 април до 31 мај по закон. И упорно прашуваат до кога ќе заврши, кога ќе почне. А многу е лесно и едноставно, секој, значи на сите медиуми има информација, ама нека да се потрудат луѓето. Така, благодарам, значи ќе треба уште да се вложува во тој дел. Да. Так, исто сакам да кажам и добра работа околу закупнината што е во Свети Никола, значи 90% има наплата. Сите беа чудно како на која сметка да уплатам. Значи имаме ние две приходни шифри, ако ја земете во Лозово, си пак е приходна шифра во Лозово. Има на секој уплатничка, имаме истекната чисто доле во навлезено значи на општината и добрата работа што секој вика како да платам, колку да платам. Значи донеси си договорот, записник и се гледа. Значи член 2 се убаво се пише дека колку треба да се плати за купнина, до кога да плате и кај да достави уплатничка. Многу е лесно, ама 90% ретко дека некој чита договор или записник. И полека ствараме некоја навика сам да си прочита и да види дека е многу лесно, дека пишува и да не су знаел, а веќе има 10 години земја. И добро е што веќе луѓе почнете дома се аплицираат електронски, има упатство објавено од страната на Агенцијата за финансиска поддршка, упатството не е доставено исто во сите книжари и со наша помош кој заглава телефонски, ние сме тука стоиме на располагање. Океј, благодарам Дејан многу. Фала и на вас. Поздрав. Следната говорничка е Ранкица Божиновска, советник во АПРЗ. Повели Ранкица. Здраво на сите, јас сум Ранкица Божиновска, советник во АПРЗ, во подрачна единица Гостивар. Нашата всушност АПРЗ работи со канцелари во сите градови имаме на ниво на Македонија. Значи се со цел да формираме една мрежа за да можат земјоделците да имаат достапни информации од областа на земјоделството и руралниот развој. Што е нашата улога? Значи нашата улога пред се е советодавна, давање на совети и тоа специјализирани по области, односно по гранки, во зависност од регионот каде што действуваме. Значи совети во однос на поледелство, на сточарство, воштарство, градинарство и така натаму. Ние тие совети ги даваме директно на терен, значи со посета на земјоделците или пак доколку земјоделците сами дојдат во канцелариите, значи тие совети ги даваме и директно во канцелари. Покрај тоа, за жал, што во последно време нашата советодавна улога се повеќе се губи и ние, советниците, во последно време доста работиме во канцеларија, спроведувајќи ги всушност мерките на Министерството за земјоделство, тоест спроведување на повиците од рурален развој и од ИПАРД. Мерките од рурален развој, кои што ги има доста, значи ги спроведуваме ние, на тој начин не само што ги запознаваме, ги информираме за повиците, туку и изработуваме технички предлог проекти или пак бизнис планови, зависност од мерката и аплицираме. Кај руралниот развој, сите мерки, значи, електронски е апликацијата. Што значи тоа? Тоа значи дека земјоделците треба да ги собера потребните документи, кои што се наведени во самиот јавен повик и доаѓаат кај нас, ние им изработуваме бизнис план или технички предлог проект
и тогаш ние во нивно име, значи, аплицираме електронски во Агенцијата за финансиска поддршка или пак во нивно име во секој случај. За да може да аплицираме во нивно име, тие треба да имаат отворено мејл адреса, која што треба да биде внесена во фарм регистарот во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Меѓутоа, за жал, голем број од земјоделците немаат отворено мејл адреси. Значи, тоа ни е прв проблем со кој што се соочуваме при апликација за рурален развој. Затоа, ние како агенција, значи, за да не ги преоптеретуваме дополнително земјоделците покрај, значи, прибирањето на документите, во нивно име им отвараме ние вработените советниците, им отвараме мејл адреси, затоа што мал дел од земјоделците имаат мејл адреса или пак знаат како да ја отворат. Значи, во нивно име ние отвараме адреси и вршиме апликација електронска на зададените повици. Значи, тоа е проблемот со кој сушност земјоделците се соочуваат при апликација на мерките од руралниот развој. Покрај руралниот развој, ние го спроведуваме и ја спроведуваме ИПАРД мерката, односно ИПАРД програмата, која што сушност опфаќа 3 мерки во склоп на ИПАРД-ОЦ. Тоа е мерката 1, инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства, мерката 3, каде што се опфаќаат преработките, и мерката 7, диверзификација на фарми и развој на бизниси. Што е тука? Тука е важно дека за сите овие 3 мерки потребна е одредена документација која што треба да ја достават земјоделците кај нас, за да можеме ние да аплицираме повторно во нивно име. Потребни се неколку документи, например, потребна е документ од општината потврда дека инвестицијата е во согласно со стратегијата, или пак од катастар потребно е имотен лист, од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство потврда за пријавени капацитети на земјоделски стопанства, или пак од УЈАП потврда за платени даноци. Значи, тоа се ред документи кои што земјоделците морат да ги извадат и да ги донесат кај нас, за да се комплетира целиот предмет и да може да се аплицираат во дадениот рок. Проблемот е следен. Тука многу се чекат на аплицирање за овие документи и на вадење за овие документи, така што огласот за ИПАРД кој што трае 45 дена, сушност е доволен, меѓутоа е многу напорен за самите земјоделци за вадење на овие документи. Иако, значи, постои можност да земјоделците аплицираат електронски и ги извадат овие документи. Например, електронски од УЈАП може да извада потврдата за платени даноци, од катастар може електронски да се извади имотниот лист, меѓутоа земјоделците, значи, не веруваат во институциите или се плашат дека нема да бидат навреме извадени тие документи и самите одат, значи, и чекаат, и аплицираат, и чекаат, и ги вадат овие документи. Што значи дека се нема доверба во институциите, и обично тоа се постари земјоделци кои што аплицираат и не многу баратаат со интернет и не се сушност се дигитално неписмени луѓе. Тоа можам да кажам, а во однос на субвенциите. Субвенциите имаат можност електронска апликација самите да ја направат, меѓутоа во секој случај тие немаат вештини, самите земјоделци и знаење за да го направат тоа, па често пати покрај во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што се врши всушност апликација за субвенции, доаѓаат и кај нас во нашите канцеларии и ние им аплицираме за субвенциите. И покрај тоа што самите, значи, од дома можат да ја направат самата, да аплицираат, односно да го направат тој чекор на апликација за субвенции. Од самиот долгогодишен работа во агенцијава имам забележано дека
поголем број од земјоделците се во веќе повозрасни, односно поизминати години, кои што се занимаваат со земјоделство и не се дигитално писмени. Имаат телефони, достапни имаат телефони, доста работиме ние со жените од руралните средини. Имаат достапни телефони, меѓутоа тие телефони пред се ги користат за Facebook, за лајкнување и така натаму. Меѓутоа никогаш или многу ретко кај нив се случува да побараат некоја информација од некој портал или да добијат некоја информација од некоја веб страна. Обично тие се јавуваат на телефон и ја добиваат информацијата, значи телефонски. Во секој случај имаат страв или незнаење како да стигнат до информацијата по електронски пат. Што е случај пак со помладите земјоделци, кои што за жал многу малку ги имаат во нашиот регион тука, поради сега иселувањето, кое што представуваат голем проблем во Македонија. Тие помладите земјоделци, значи, знаат да имаат и смарт телефони, лесно можат да стигнат до информации, достапни им се, знаат да имаат доста мејлови отворени, комуникацијата со нив, значи, многу ни е подобра и полесна, неголи со постариве земјоделци, каде што сакаат да дојдат директно во канцеларија, директно да слушнат од нас, да ние им кажеме каде треба да се обратат, да им дадеме информација до кога е огласот, каде во која документа, во која значи институција да го извадат, колку дена треба да причекаат и така натаму. Во секој случај имаме голема дигитална неписменост кај самите земјоделци. Од мојата досегашна работа треба доста да се работи на тоа поле. Има доста работа, меѓутоа сето тоа повлекуваат голем број на обуки, голем број на дигитални апарати треба да имаат во секој случај за да ги користат тие услуги кои што ги нудат порталите, кои што ги нудат другите платформи и така натаму. Во секој случај ја поздравувам иницијативата за електронска платформа, каде што за земјоделството фактички може, каде што секој земјоделец кој што има потреба од некаква информација во однос на земјоделството, може да се обрати баш точно на тој портал и да добиет информација од секаков тип. Во секој случај треба да се работи на тоа поле и има доста, треба да се почнат со обуки, со запознавање пред се мислам дека тука треба да бидат опфатени повозрастните земјоделци, бидејќи мислам дека писменоста е поголема, писменоста е тук, не писменоста дигитална е всушност кај таа постара старосна генерација на фармери. Толку би можела да кажам за моето долгогодишно искуство во агенцијава, па нешто ако треба, повелете за прашање. Дали има прашање? Што гледам Александра има кренато рака. Да, здраво, најпрво честитки за изработената студија. Ова е навистина голем подвиг во оваа област воопшто, досега кај нас не направен. Моето прашање, извинете, јас на моменти се исклучив пред да почне господјата Ранкица со објаснувањето, па можеби сте ја кажале информацијата. Процентите покажуваат дека голем дел од испитаниците имаат и пристап до интернет, и уреди, и активни мејл адреси, меѓутоа која е реалната состојба на терен, бидејќи имањето интернет адрес или пристап до интернет не значи утилизација, односно правилно користење на тие алатки и можности. Така што дали во тој поглед сте запознаени кои се реалните бројки или проценти
за вистинско користење на новие достапни алатки и во колкава мера децата или помладите членови на семејството им помагаат на постарите, како што кажавте, дека тие се доминантната група која се занимава со земјоделие кај нас. Фала. Така, како што спомнав, за руралниот развој, за да може да се аплицира по тие мерки, кои што опфаќаат доста мерки има во склоп на руралниот развој, електронска е апликацијата и мора да се има мейл адреса. Значи, тие мейл адреси кои што ние всушност им ги отвараме на земјоделците и ги внесуваат во фарм регистарот, тие мейл адреси ги отвараат само за тој даден повик. Значи, само за таа мерка. И кога после некое време поминуваат извесен период и кога имаат резултати од самиот оглас, треба самите да го отворат тој мейл и да видат дали поминала нивната апликација или не поминала. Односно, дали всушност можат се добитници на таа апликација или не. Во тој случај, самите не знаат да го отворат мейлот и не знаат ни лозинката всушност ја заборавиле. А ние што правиме? Значи им правиме тоа, им го отвараме мейлот и лозинката и мейлот им ги запишуваме всушност на ливче, им викаме ова чувајте го, кога ќе дојдете нареден пат, кога ќе ви го побарам, да го донесете за да можеме да влеземе. Значи да, има доста отворено мейл адреси, меѓутоа тие мейл адреси се само за дадениот повик или за дадената апликација. После тоа, значи, уопште не ги користат тие мейлови. Токму тоа ми беше прашањето, дека имањето мейл не значи користењето на мейл, дека може би повеќе треба да се обрне внимание на елементарно описменување, односно учење неколку пати како самите да ја направат постапката, отколку помагање секој пат да се направи тоа само со гледање, никогаш самите да не го направат. Така вие упорно ја повторувате истата постапка, а кај нив го нема процесот на учење. Така, точно. Се согласувам со вас. Меѓутоа, за да аплицира, мора тоа да се направи. Така да ни се случуваат на наредна апликација да им отвориме нов мейл, пошто веќе го заборавиле претходниот мейл, што не треба тоа да се случи. Треба да се имат еден мейл и да се знае историјата на самиот земјоделец во однос на апликациите. Значи, во која година, која апликација има, зашто аплицирал, кои апликации му се одобрени и така натаму. Значи, треба да се имате една следливост, да се има и мониторинг на она што самиот земјоделец го има аплицирано и добиено. Во право сте, тоа е само пасивно запознавање всушност дека треба да имаат мейл, а не е тоа учење. Треба да се работи на тој дел, значи да можат самите земјоделци да отворат своја мейл адреса, да ја отворат и цело време да ја одржуваат, значи да ја посетуваат таа адреса, да видат докаде се апликациите, новитети да им стигнуваат, и така натаму, значи се сложувам со вас во тој случај. Само уште едно кратко прашање, дали во споредба со пред 5, да не викам 10 години, доволно една или пред 5 години, дали забележувате разлика во нивото на дигитална писменост, особено кај постарите старосни групи? Искрено не. Можем да кажам дека доста го користа Фејсбукот, колку социјалните мрежи всушност, колку да ете некоја слика да видат или некоја апликација, а всушност да ви кажам, доста и се вклучуваат од земјоделциве, станува збор за помладите, влегуваат во групи каде што добиваат информации во однос на пчеларство, во однос на сточарство, набавка на добиток и така натаму, али сето тоа е кај помладите земјоделци. Кај постариве, мислам дека не веруваат толку во интернетот, во информациите, слушнати по електронски пат, видени. Мислам дека веруваат повеќе во вработените во институциите. Тоа е мое лично мислење од досегашната работа. Фала ви.
Јас само да се надополнам на кога разговараме, значи, за имейл адресите, според податоците кои што ги добивме, нели, и видовме дека најмногу посетуван сајт е сајтот на УЈП и нели користат социјални мрежи, сето тоа им повлекува, нели, отварање на мејл адреса, и сега колку ги користат за другите активности, нели, како што каже Иранкица, тука тие само отвараат, се зачувани во нивните уреди и толку. Така да, и тоа е еден од факторите. Да, и најчесто целата постапка е направил некој друг за нив. Дали децата, дали некој технолошки понапреден од нив. Многу пати сум слушнала, се не конкретно од земјоделци, меѓутоа има Facebook и прашува, јас имам мејл адреса, значи не знае ни која е причинско-последичната поврзаност на технологијата. И мислат дека на Facebook Search се пребарува како на пребарувач Google Chrome или Mozilla или се едно. Така што може би тие елементарна писменост во дигитализацијата би била следниот чекор за подобрување воопшто на писменоста дигитална. Мислам дека може да продолжиме понатаму. За придобивките на платформата за земјоделски услуги ќе ни каже нешто повеќе Иван Пејовски. Здраво на сите, јас сум Иван Пејовски, проектен координатор за услуги во земјоделието. Сега накратко ќе ви ја презентирам платформата за услуги во земјоделието. Дали се гледа? Да. Да? Овака. Од сега сите информации на едно место можете да ја најдете на нашата платформа за услуги, која на почетна страна може директно да се аплицира онлайн. Имате горе од ИПАР директна страница, директни плаќања, рурален развој и директен контакт со нас, со Рурална коалиција. Главна цел е зголемување на писменоста на земјоделците со услугата, за да се за секоја нивна информација може директно да пристапат до ова, кои имат корисни информации. Ако имаат некој проблем, можат директно да се обратат на нашиот локален центар за ЕВД Кичево, за да им помогнеме во секој сегмент од нивната за нивна поддршка за информација во земјоделието и воопшто во секој сегмент за услуги. Имаме инфографици каде што повеќе поседуваат опрема електронска, ама не ја користат доволно за услугата, и најдолу имате видеа како да ја заштитите, да се заштитите со лозинка на вашиот мобилен телефон, како да го заштитите вашиот мобилен телефон и на крај ги имате корисните линкови за услугите, кои директни линкови имате услугата од gov.mk, од ДУКМР за временското состојство, од Министерството за земјоделие, Агенција за земјоделие, од АФП за РВР, ИПАР фондовите и ЦЕДА и директен контакт со нас од Рурална коалиција. Толку од мене.
Сега може да отвориме дискусија. Сите оние кои што сакаат да кажат коментар, да постават прашање, може да го направат сега. Какви се вашите искуства со дигиталната писменост, со апликации кои што се вршат електронски? Или исто и од новинарите, ако има некое дополнително прашање, дали до нас, дали до гостите, повелете, представниците од институциите, исто така, значи повелете и со прашање. Пак ќе се вклучам во дискусијата на кратко. Со конкретен пример, на двајца мои пријатели, мајките се обидоа да поднесат барање за добивање на ИПАРД фондови. Меѓутоа, во канцеларијата, значи не електронски, туку лично, во канцеларијата биле одбиени уште на самиот старт со одговорот дека премногу се злоупотребуваат фондовите и затоа веќе не примаат апликации. Ова го кажувам како директно искуство, значи не е нешто пренесуван муабет од човек на човек. Значи се мои луѓе и знам дека беа многу заинтересирани за тоа, има подготвени цели планови за работа и на таква реакција не идеа уште на самиот старт и се обесхрабрија. Сега кај нас реалноста е дека многу често и се случуваат малверзации и злоупотреби на разни фондови и слично, меѓутоа барем ја не мислев дека е и на ова ниво и во оваа област застапено, па дали имате искуство и со такви случаи? Фала. Еве јас нешто би кажала во однос на ова поставено прашање. ИПАРД фондовите, 75% од средствата се од Европска унија, 25% се од влада на Република Македонија. Имате големи контроли каде што не само на терен контролите се вршат од страна на Агенцијата за финансиска поддршка, туку и на вработените од финансиска поддршка од агенцијата им се вршат постојани контроли од Европска унија, бидејќи имаат европски пари тука. Значи тоа дека има злоупотреба на овие фондови, значи толку време ги работиме и толку се строги, мислам дека нема шанса. А тоа дека не може да аплицираат и се злоупотребуваат во канцеларијата, не знам точно во која канцеларија по Македонија тоа е направено. Значи тоа не треба да биде така. Секој има право да аплицира и да се, мислам, ако се задржи рокот на апликација, ако е целата документација потребна оригинална, и мислам нема потреба и немаме човек кој што земјоделец кој што е одбиен. Во секој случај има доволно средства од ИПАРД фондовите за да добие секој земјоделец. Имаме и случаеви, значи доколку во апликацијата некој документ недостасуваат или е со доколку стануваат за некој дополнителен документ, тогаш ни се обраќаат, не нас, туку директно на земјоделците, добиваат писмо на дополна на документот или пак некои други појаснувања, така да имаат простор за некои измени да се направат и има простор да се подобри апликацијата и да се одобрат тие средства. Во почетокот на ИПАРД доста земјоделците за мали ситници беа одбиени. Меѓутоа, во последните, можам да кажам, 5 години, 4-5 години, значи има простор да тие недостатоци сите се отстранети, така да има простор и за надополна документа, за подобрување на апликацијата. Во секој случај, секој кој што аплицирал, а сите документи му биле во ред, добил средства, така да не знам, тоа треба повторно да се обратите и да прашате што е проблемот, зошто така ви кажале. Мислам дека не се сомневам во легитимноста на поставката потомно, зборувам чисто за првата консултативна средба
за тоа што се им е потребно, го добиле овој одговор. Јас бев шокирана. Добро, може доколку мерката не поддржуваат тој дел, не го поддржуваат и ми е кажано дека не поддржуваат. Мислам, еве, например, за мерката 1, и тоа е инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства. Значи, тука опфаќа приклучна механизација во однос на механизација кога станува збор, меѓутоа тракторите не влегуваат. Значи, фондот за трактори е потрошен, така да не поддржуваат набавка на трактор. Значи, на секоја една приклучна механизација може да се направи апликација, а за трактор не може. Сега зависи што било побарано од нивна страна. Тоа треба да се види што всушност било побарано и зашто е добиле таков одговор. Не е проблем. Јавете се, че видиме што е работата, че ви ја подготвам јас апликацијата, не е проблем тоа. Чисто само такав да се информирам дали имало слични пријавени случаи на луѓе што физички се обратиле до некоја канцеларија со ваков одговор од вработениот од службеникот. Дали имало воопшто други вакви случаи? Не знам, кај нас во агенцијата секој кој што е дојден, пружена му е помош и повеќе од она што е во наша надлежност, верувајте. Така да повторно нека појде, нека се обрати, јавете се кај мене, че видиме зашто станува збор, дали тоа нивно барање го поддржува ИПАР програмата, не е проблем, че се изработи бизнис план или технички предлог проект, зависи до која сума станува збор. Така да не знам зашто станува збор, меѓутоа секој кој што аплицирал, добил, доколку целосна документацијата е исправна и мислам дека нема никаков проблем. Така, фала ви многу за информациите. Јас сам тука да се надополнам, значи битно е на локално ниво каде се обратил, дали во Агенцијата за поттикнување на развој или во подрачната единица за Министерството. Претежно советодавните услуги ги нудат токму од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството. Тие вработени кои што ги водат фактички земјоделците низ целиот тој процес. А додека пак подрачното министерство ги издава само дел од документите кои што се неопходни за апликација. Така, фала ви и вам за информацијата. Всушност, ја тука би се надоврзала целта на ваквите проекти и уште еднаш јас тука би ја изразила и благодарноста на Метаморфозис фондацијата и во рамките на проектот за зголемување на граѓанското учество во процесите на дигитализација е да на ваков начин ние сметам тука дека наша клучната улога е наша како граѓански сектор и организации да ја направиме таа врска или тој линк и со институциите од една страна и земјоделците од друга страна. За да нема, еве како во овој случај, да има вакви недоразбирања. А исто така, тука всушност јас си би заклучила дека еден од начините за превенција токму на ваквите несакани често пати конфликти кои што се јавуваат е токму она што и Александра го спомена и колешките, таа дигитализација или значи зголемување на нивото на дигитална писменост кај локалното население, затоа што кога ќе може сами да поминете низ процесот, тогаш веќе и точно ќе знаете дали може, каде може да аплицирате, каде може да ви се појават грешки, па да побарате дополнителна, да речем, поддршка, а отколку како што е сега случајот во моментов, каде што најголемиот дел всушност зависат од самите вработени во институциите, што пак уште еднаш не се докажува дека и не сите вработени се со исти капацитет или пак со иста волја за да им помогнат на граѓаните и пред се на земјоделците во остварувањето на нивните цели, планови и така натака. Така да всушност ова ќе биде еден од чекорите кои што ова е всушност само почеток кој што и понатаму ќе ги превземаме и ние, претпоставувам и останатите организации од граѓанскиот сектор, како би можело еве да ваквите недоразбирања се всушност се сведат на минимум. Фала ви, Лилјана, и вам за исцрпниот одговор. Молам, а во однос исто така на мејл адресите уште еден сегмент би сакала јас сега да споменам, ако нема друг, да речем тоа со колешката Бети при во рамките на ова истражување го видовме, а може би виднина и целосно ќе се посветиме да направиме уште еден сегмент на истражување, всушност она што го напоменавме со мејл адресите. Тие мејл адреси
кои што се даваат така, па се отвараат нови, стари, не се памтат лозинките и така натака. Особено во Пелагонискиот регион, оваа година предизвика проблем да голем дел од земјоделците не може да го направат повратот на данок на приход кој што им следува годишно, бидејќи значи тие не се оданачуваат, односно се оданачуваат, меѓутоа накрај имаат можност за поврат на данокот на приход. И сето тоа, тука главната причина произлезе што оние откупни центри или преработувачки капацитети со кои што тие имаат склучено договори, всушност во годишната даночна пријава давањето на дали се тоа скафандери, дали се ракавици, дали се друг вид на repроматеријали кои што им ги даваат на земјоделците, биле вметнати во делот на други приходи во нивните даночни пријави, така излегуваат и кај земјоделците. И тоа им направи проблем на голем дел од земјоделците да не може да го направат повратот на данокот на приход, што на вистина е сериозен проблем. И во рамките на извештајот кој што ќе опратиме до сите веднаш по завршувањето на конференцијата, меѓу другото, и тоа стои. Дигитализацијата, да, потребна е, ама потребна е истовремено да се врши на двете страни, односно и на страната на институциите, ама таа дигитализација или користењето на тие услуги да ги познаваат и земјоделците, за да нема вакви негативни штети или последици кои што не се случуваат како резултат на овие процеси. Така да затоа и во рамките на платформата што ја формиравме, од тоа тргнуваме од основното. Зошто е важно, еве како колегата Иван што помена, зошто е важно имејл адреса да имаме, зошто е важно да ја знаеме лозинката, таа имејл адреса, да ја чуваме или она ранкица што го напомена, па дури на ливче да ја запишана, сепак да постојано биде тука, затоа што таа имејл адреса или комуникација понатаму тргнува се останато, барем така одат процесите кај нас. Така да, ако нема други коментари, јас во моје име би ви се заблагодарила на сите, би препуштила на Сандра да ја затвори денешната пресконференција и искрено се надевам дека ќе имаме можност многу почесто да се гледаме токму на оваа тема, затоа што еве и од ова сега што го испродискутиравме, тоа е став и на институциите, тоа беше став и на ние кое што го утврдивме низ нашето истражување, дека ваквите процеси кај нас, значи се уште се на самиот старт или на самиот почеток и всушност тука дека ќе имаме и тоа како уште многу работа за да може да речам да се да напреднеме во тоа ниво или сега често пати и во рамките на проектот ние следиме и дополнителни обуки кои што ни доаѓаат директно од експерти од Словенија, да речам и на некој начин да барем ги отпочнеме процесите или се доближиме и до некои европски развиени земји. Меѓутоа, она што мене ми беше интересно, кај еве и конкретно кај Естонија, првото нешто што треба или што е најважно за дигитализацијата успее е да самите граѓани ги бараат електронските услуги или ја бараат и им е потребна дигитализацијата во општеството, па сметам дека и тоа јакнење на свеста особено кај локалното население е првиот чекор од каде што треба да тргнеме и заедно тоа да оди во исто време и со зацврстувањето на изголемувањето на нивото на дигиталната писменост. Од моје име ви благодарам за присуството на денешниот настан. Ако нема уште некој да се јави за коментар или прашање, мислам дека може да ја затвориме средбата. Ви благодарам на сите што учествувавте и се гледаме во наредна прилика. Да, и за крај јас се извинувам, сега баш се потсетив, ние изминатиот период работевме на видеосторија, која што чисто линк може да го најдете во чет и да ја погледнете, која што исто така ги опфаќа ставовите на сите засегнати чинители во секторов, па за да можете да добиете и исто така и директно и од терен или и видео видување како изгледа сето целокупниот овој процес на дигитализација во секторот земјоделство и рурален развој. Ви благодарам. Фала. Се извинувам, Сандра, дека е листата за подпишување не можем да... Во чатот е. Лилија сподели, може, мислам дека 2 пати ја има. Сега тоа ќе ја споделам, ќе споделам уште еднаш за тие кои што не се подпишавте и исто така ви посакувам среќни великденски празници и убав продолжен викенд. Поздрав, среќни празници.